Веднаш по дневникот започнуваме со најновото спортско издание на емисијата Спорт Плюс. Многу спортски информации за денес. Она што ќе одбележи оваа недела е Балканското првенство во пинг-понг, што ќе се одржи од 21 до 25 октомври во спортската сала Јордан Мјалков во Штип. Започнуваме веднаш по краткиот џингл. Започнуваме со фудбал. Фудбалскиот клуб Брегалница во 10-то коло гостуваше кај Работнички во Скопје. Дуелот заврши без погодоци. Следува информација за одиграните надпревари од 10-то коло. По пауза од 2 недели овој викенд се одиграа надпреварите од 10-то коло во првата македонска фудбалска лига. На арената Филип II во Скопје дербито меѓу Работнички и Брегалница заврши без погодок, по кој двете екипи мораа да се задоволат со по еден бод. Сега овие две екипи имаат по 11 поени, со тоа што Работнички има одиграно надпревар помалку. Со победата од 3:0 на гостување кај екипата на Шкупи, шампионот Вардар изби на првото место на табелата на првата фудбалска лига, искористувајќи го киксот на досегашниот лидер Шкендија, која одигра нерешено 1:1 на гостување во Охрид со Младост. По 10-то коло Вардар има бод предност во однос на Шкендија, а во следното коло се игра дербито на двете првопласирани екипи. Вардар ја пречекува Шкендија. Резултатите од 10-то коло: Силекс Металург 3:1, Шкупи Вардар 0:3, Младост Шкендија 1:1, Ренова Хоризонт 5:2 и Работнички Брегалница 0:0. Табелата по одигрувањето на ова 10-то коло изгледа вака. Вардар е на првата позиција со 26 поени, Шкендија на втората позиција со 25, Силекс 16, Младост 13, Работнички Брегалница и Шкупи имаат по 11 поени, Ренова и Хоризонт по 9 и на последната позиција Металург со 5 поени. Во Кочани на стадионот Никола Мантов се одигра и надпреварот помеѓу екипите на Осогово и Беласица во рамките на третата фудбалска лига Исток. Фудбалскиот клуб Осогово на домашен терен загуби од Беласица со резултат 1:2. Уште едно бледо издание на тимот на Осогово од Кочани во рамки на одиграното коло во третата фудбалска лига Исток. На стадионот Никола Мантов пред околу 400 гледачи, тимот на Осогово загуби од Беласица со 1:2. Третиот пораз на Осогово доаѓа од еден од најквалитетните тимови во лигата Беласица, тим кој што со головите на Атанасовски во 68-та и Аслани во 70-та за 2 минути ги нокаутираше жетварите. Почесниот погодок за Осогово го постигна Аксентиев во 90-та од пенал. Она што сигурно ги мачи кочанчани е тоа дали доколку судијата во 17-та минута покажаше на белата точка, надпреварот ќе тргнеше во друг правец. Сепак тоа не се случи, па затоа мрежите во првото полувреме мируваа. Во второто полувреме имаше поофанзивен фудбал. Голот следуваше во 68-та минута, кога струмичани по добро изведената акција стрелаа прецизно, а стрелец на погодокот беше Атанасовски. 2 минути подоцна Аслани искористи едно невнимание на домашната одбрана и биеше во левиот долен агол на немокниот Лазаров. До крајот поразот Осогов успеа да го ублажи со удар од белата точка, удар кој прецизно го реализираше Аксентиев. Со оваа победа Беласица е на само чекор од тимот на Плачковица, кој што е лидер во третолигашката фудбалска конкуренција. По 35 години еден од најдобрите фудбалери во поранешна Југославија и познат во светот, Шекуларац, го посети својот роден град Штип. Викендот во посета на својот роден град Штип беше еден од најдобрите фудбалери во времето на поранешна Југославија и еден од најдобрите дриблери на сите времиња, Драгослав Шекуларац. Најдобриот фудбалер и легендата на југославенскиот и светскиот фудбал Шекуларац по 35 години повторно го посети родниот град. Придружуван од својот домаќин, поранешниот прв македонски меѓународен фудбалски судија Ванчо Коцев и екс-селекторот на македонската фудбалска репрезентација Бошко Ѓуровски. Мислам дека кога човек ќе остари, најдобра работа е да се потсети на својата младост. Овде сум живеал како дете, сум играл фудбал по цел ден и имам многу пријатели. Во моите 79 години од животот посакав да го посетам градот кој го сакам и во кој ја поминав својата младост. И сега видов дека е доста развиен град. Му честитав и на градоначалникот за тоа. Свесен сум дека е се пролазно, и слава и кариера, но со Штип ќе бидам секогаш горд. Организирав и надпревар не за пари, туку за да ги донесам најдобрите фудбалери, односно да му се одолжам на Штип, бидејќи ми овозможи да бидам она што сум денес.
Во локалната самоуправа го прими градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Во таа пригода штипскиот градоначалник го искажа своето задоволство од престојот на Шекуларац во родниот Штип, нагласувајќи ги успесите на фудбалскиот клуб Брегалница и другите спортски клубови. Значи денеска за мене е празник во нашиот град затоа што да ви дојде една таква легенда која потекнува од нашиот град, која е родена во нашиот град, која ја почнала својата кариера во нашиот град, кој стана светски прославен фудбалер и денеска е познат во целиот свет, навистина е чест за Штип. И мило ми е што денеска на неговите години, скоро 80 години Шекуларац дојде во нашиот град. Нашиот град знае да им се одолжи на сите оние кои се вложиле во нашиот град, кои го прославиле. Идејата на Андонов ја прифатив со задоволство да направиме едно спомено обележје, каде на младите генерации, на сите оние што живеат во нашиот град, ќе им покажеме кој е роден овде и кои се тие спортски величини кои навистина потекнуваат од нашиот град. Така да мислам дека за година дена кога ќе го пуштиме спомено обележјето, ќе му се одолжиме на Шекуларац за се она што го направи за спортот во поранешна Југославија секако, но и за штипскиот спорт. Општина Штип ја прифати идејата на Методи Андонов во чест на еден од најдобрите фудбалери во светот со потекло од Штип, Шекуларац, да му се изгради и спомен обележје. Минатата недела се одржа вонредно собрание на еден од најстарите боречки клубови од Македонија, боречкиот клуб Балканец од Штип. На вонредното собрание се избра ново раководство и за председател беше избран Маријан Атанасов. Со нови сили, со ново раководство повторно ќе блесне еден од најстарите и добрите боречки клубови во Македонија, Балканец од Штип. На вонредното собрание што се одржа минатата недела, се разрежи старото, а се избра ново раководство. На собранието присуствуваа 48 членови на боречкиот клуб, сегашни и поранешни борачи, кои едногласно го избраа Маријан Атанасов за нов председател на Балканец. За заменик председател на клубот е избран поранешниот тренер на Балканец Виктор Богданов. За спортски директор беше именуван Методи Сичков, а за шеф на стручниот штаб беше избран олимпиецот Зоран Шоров. Балканец мислам дека ќе тргне напред, дека ќе почнеме од некоја нула и заедно сите, што е многу битно, значи договорот е заедно сите, да пробаме да го подигнеме Балканец на ниво на кое заслужува. Значи главната цел ќе биде консолидирање у смисол на тренерскиот состав, стручната работа, консолидирање на екипата која ќе овозможува услови за работа, клима за работа и финансиски средства за да може клубот да функционира како што заслужува. Меѓутоа исто така и да напоменам дека и од претходната управа се добре дојдени во клубот, согласно статутот, согласно задачите што ќе бидат зацртени заедно од управниот одбор и ќе бидат секој пат доброволни да работат во делот кај што тие најмногу можат да дадат. Нашата цел е да ги обединеме сите сегашни и поранешни борачи, да тргнеме по вистинската насока, изјави Санде Коцев, поранешен борач на Балканец, кој раководеше со собранието и кој ги истакна причините за свикување на ова вонредно собрание. Вонредно годишно собрание иницијатива на актуелните борачи на Балканец и ние што сме постарите любители, бидејќи у клубот се со години више работе неправилно, не статутарно, не се спроведуваат законите и статуто. Значи Балканец почиња со нови сили од нула. Па се надејаме дека ќе го врнеме Балканеци у кома, траже спас. Ние се собраме денеска преку 50 души, дадеме поддршка, истврлиме луѓе што сметаме дека можат Балканец да го спасат од оваа ситуација. Во наредниот период Балканец активно ќе започне да работи за подготовки за нови предизвици и освојувајќи големи успеси. Големо внимание ќе се посвети и на најмладите борачи. Почитувани гледачи, како што најавив и на почетокот на емисијата Спорт Плюс, денешни гости во емисијата Спорт Плюс се селекторот на македонската репрезентација во пинг-понг до 21 година, господинот Ванчо Барбареев, заедно со селекторот на женската репрезентација Катерина Атанасово. Поводот за денешното гостување е Балканското првенство, каде што Штип ќе биде домакин од 21 до 25 октомври. Добро дојдовте во емисијата Спорт Плюс. Добро најдов. Така, да започнеме од почеток. Кажете ни до каде се подготовките за ова балканско првенство?
Па еве вака, веќе втор ден се подготвуваме во салата Јордан Мејалков во Штип. Подготовките течат во најдобар ред. Сите надпреварувачи што треба да учествуваат се дојдени, сите се во добра здравствена состојба и се во ред. Да се надеваме дека така ќе остане до крајот. Така. А колку надпреварувачи ќе земат учество на ова балканско правенство? Зборуваме за машка и женска конкуренција, поточно за македонската репрезентација. Македонската репрезентација ќе не представи со 7 членови во машката екипа и со 5 членови во женската екипа. Од кои клубови доаѓаат овие Па, надпреварувачи? еве вака, претежно машката репрезентација се состои од играчите на УГД Гоце Делчев. Значи, исто така имаме од Вардар, од Работнички, од Ѓорче Петров, тоа се во машка конкуренција, додека во женска конкуренција тоа се Крива Паланка, Кавадарци и Рисови од Скопје. Тоа е се. Така. Еве сега да започнеме со, значи како ќе започнат надпреварите во ова балканско првенство, дали веќе се одржи ждребот? Вака, балканското првенство, како што кажавме, значи ќе започне од утре, значи од 20 октомври и ќе трае до 25 октомври. На ова балканско првенство примот ќе биде од вторник, значи од утре 20 октомври, репрезентациите ќе доаѓаат од утре, каде што во 21 часот ќе се одржи и главниот ждреб за екипна конкуренција во хотелот Оаза. Надпреварите започнуваат во среда и во четврток, ќе се одиграат, значи прво во групи, а потоа и финалните борби среда и четврток завршуваме со екипната конкуренција, додека пак петок, сабота и недела се надпреварите во поединечна конкуренција, парови и мешани двојки. При тоа треба да напоменеме да кажеме дека отварањето на 41-то балканско првенство ќе биде во среда со почеток во 17 часот во спортската сала Јордан Мијалков. Додека пак во петок во 21 часот во универзитетскиот ресторан ќе се одржи и конгресот на Балканската федерација, значи ќе имаме конгрес на кој што ќе учествуваат сите 10 делегати од секоја репрезентација. Така, значи спомнавте и дека ќе се надпреварувате во поединечно и во двојки. Да. Така, како ќе се одвиват надпреварите? Да. Вака, значи надпреварите започнуваат во среда со почеток во 9 часот, потоа, односно имаме во машка и во женска конкуренција, во 17 часот е свеченото отварање на првенството и потоа продолжуваме, значи, во екипна конкуренција. Тоа среда и четврток ќе бидат надпреварите во екипна конкуренција, каде што во четврток ги завршуваме надпреварите во екипна конкуренција и ќе бидат прогласени најдобрите 3 екипи во машка и во женска конкуренција. Додека пак во петок, сабота и недела се надпреварите во поединечна конкуренција, каде што финалното, односно завршните надпревари ќе бидат во недела од 12 часот во поединечна и во парови, значи во мешани парови и во парови поединечно. Колку време се подготвувавте за ова балканско првенство? Па вака, ова идеја имав уште многу порано, значи како технички организатор е Универзитетот Гоце Делчев и Пинг-понгарската федерација на Република Македонија. Значи имавме желба да го организираме ова првенство и секако потик ни дадоа, можам да кажам, и младите играчи кои што постигнаа стварно забележителни резултати на последните неколку надпревари кои што ги имавме на меѓународна сцена, како што е на пример надпреварот во Сараево, каде што во екипна конкуренција го освоивме третото место, во поединечно влеговме во полуфинале, значи 20 играчи влего во полуфинале, така да тоа беше една инспирација да и Штип биде организатор на ова балканско првенство. При тоа треба да напоменеме, да кажеме дека за организирањето на ова балканско првенство треба се исполнат соодветни норми, значи треба да дојде до средување на самата сала, значи од техничка организација на самата сала, треба да имаме соодветни маси, рингови, значи комплетна опрема за организирање на ова балканско првенство. Ние тоа успеавме, значи Пинг-понгарската федерација и Универзитетот Гоце Делчев, каде што најдовме еден заеднички јазик, успеавме да дојдеме и до соодветната опрема преку донација. И Светската федерација, председателот на Пинг-понгарската федерација, тоа е Шерара, успеавме да имаме добри контакти со него, така да тој ни даде една донација каде што успеавме и да обезбедиме 8 маси, преку 100 рингови и соодветна опрема за одржување на ова балканско првенство. Така, значи утре ќе дојдат екипите. Која е агендата? Па како што кажав, значи утре ќе имаме прием на секоја репрезентација во хотелот Оаза и нивно сместување, а надпреварите започнуваат од среда со почеток во 9 часот. Значи со оглед на тоа што имате како селектор, имате и долгогодишно искуство во овој спорт, кои се досегашните ваши успеси?
Па вака, можам да кажам дека како што рековме, значи македонскиот пинг-понг е аматерски спорт, значи ние немаме професионалци во нашите редови. Имаме играч кој што тој е Станојковски Кристијан кој што настапуваше во Република Србија. На предпоследното балканско првенство во парови го освои третото место. Меѓутоа не треба да се предаваме, значи нашата репрезентација како што кажав се аматери, меѓутоа со добра подготвеност, со залагање и максималност во самата репрезентација и доколку имаме да кажеме спортска среќа во самиот ждреб, јас се очекувам да влеземе и во четирите. Значи да постигнеме еден забележителен резултат кој што ќе остане во историјата на македонскиот пинг-понг. Така, има ли тешки противници? Од која држава навеќе се плашите, еве да речеме? Па вака, гледате, како што реков дека репрезентациите се иднината на секоја држава во машка и во женска конкуренција. Значи сите се професионалци во овој спорт. Главни носители се секако репрезентациите на Србија, Романија, Бугарија и Турција. Од кој надпреварувачи очекувате голем успех? Па еве вака, значи, како што кажавме, женската репрезентација е многу мала и јас би била среќна доколку тие добро се представат и добро не представат таму, значи изиграат добро, додека најмногу се очекува од Кристијан Станојковски. Како може исто така можеме и во парови да очекуваме од другите играчи. Значи сепак акцентот го ставаме на Кристијан Станојковски. Така, кога зборуваме за женската репрезентација, дали ова е прво од ваков карактер? Прв надпревар? Не, секако и тие настапуваат секоја година, значи се оди на меѓународни надпревари, но сега подмладивме нашата екипа. Значи сега работиме повеќе со помладите и затоа од нив само очекуваме добри резултати, ништо повеќе. Така, за крај, значи ви посакувам многу среќа, секако заедно со спортската редакција и Канал Плюс телевизија ќе ги следиме сите надпревари овие 4-5 дена, колку што ќе трае самото балканско првенство. Ви благодарам што бевте дел од емисијата Спорт Плюс. И ние исто ви благодариме. Благодарам на вас. Овој викенд ракометарите на Делчево во машка и женска конкуренција во 3 одиграни надпревари забележаа 3 победи. Полн погодок за ракометниот клуб Делчево овој викенд. Во 3 надпревари кои што ги играа машките и женските екипи, забележани се 3 победи. Во саботата најправин пионерките ја донесоа првата победа совладувајќи го домашниот тим на Овчеполе со 20-12, со што се вратија во игра во продолжението на првенството во пионерска конкуренција. Првата победа на овој викенд ја забележаа и кадетите кои што во надпреварот со Вардар од Неготино славеа на домашен терен со 21-18. Третата победа овој викенд ја забележаа младинките кои што имаа најлесна задача од сите екипи. Тие ја совладаа екипата на Бисинов од Велес со резултат 43-18. Овие победи го поттикна раководството на ракометниот клуб Делчево да апелира до стопанските субјекти во Делчево да се обидат барем малку да ги поддржат спортските клубови во нивните активности, бидејќи младите спортисти тоа како заслужуваат подобар третман. Радува фактот што публиката повторно овој викенд беше на ниво и исполни салата во Средното општинско училиште Методи Митерски Блицо. Македонските представници Вардар и Металург забележаа порази во 5-то одиграно коло во Лигата на шампионите. За ракометарите на Вардар ова е прв пораз. Иако последен во групата Б, Колдинг покажа дека е доволно квалитетен да стане првата екипа во Европа, која го победила Вардар во новата сезона со резултат 33-31 во 5-то коло од Лигата на шампионите. Данските шампиони беа максимално мотивирани против ослабениот Вардар и успеаја да победат со една брза игра во нападот и многу агресивна во одбраната. Екипата на Колдинг максимално го искористија отсуството на Арпад Штербик и на останатите тројца вардарци кои не отпатуваа во Данска. Но за утеха ЕХФ реши да го прогласи голот на Дибаров, постигнат во 22-та минута од мечот на додавање од Караджик за најубав во 5-то коло од Лигата на шампионите. Вториот пак македонски представник Металург исто така запише уште еден несреќен пораз во Лигата на шампионите, овој пат на гостување против романскиот тим Баја Маре. Металург во наредното коло на 25 октомври ќе го пречека тимот на Баја Маре во Скопје. Големото име во европскиот ракомет екипата на Гер славеше во Скопје со резултат 27-22 и покажа дека нема да биде лесен патот до врвот ниту оваа сезона. ЖРК Вардар новата сезона ја започна со пораз.
Македонскиот ракометен првак ЖРК Вардар вчера претрпе пораз на домашен терен од унгарската екипа ГЕР во првото коло од новата сезона во Лигата на шампионите. Двократниот европски шампион ГЕР победи со 27 спрема 22. Гостинската екипа во текот на целиот надпревар го имаше водството, кое во првиот дел во неколку наврати беше 4 голови разлика, а во вториот дел највисоката предност изнесуваше 8 голови. Цврстата одбрана на унгарската екипа беше најголемата пречка Вардар ке да стигна до посокуваната победа. Бековите на ЖРК Вардар беа комплетно исклучени, а со тоа немаше конекција со крилата и со пикерот. Најефикасна на дуелот беше Нико Ковачич од ГЕР со 6 голови без промашување, додека кај ЖРК Вардар Маја Сокач постигна 5 голови, сите од 7 метри. Голманката на ЖРК Вардар Амадин Лейно дуелот го заврши со 13 одбрани. Се надевам дека е ово само еден лош ден за моите девојки и се надевам дека у наредните надпревари дека ќе биде се подобро и дека оно што се договараме на тренинзи дека ќе го сработат онака како што треба. Знам дека е прв надпревар и знам дека сите го очекувавме со нетрпение, сите очекувавме прва утакмица од Лига на шампиони. Не можам да кажам, не може тоа да биде некое оправдување, баш очекував да покажеме, пошто и денеска у голем број имаше публика, можам да ја се заблагодарам што дојде во толкав број и се надевам дека така ќе настават. Значи, нема оправдување за денешен надпревар, само треба да излечеме поука и да излечеме сите лоши нешта, да ги претвориме во добрите и да идеме од надпревар во надпревар во победи. Новак Џоковиќ ја продолжи својата доминација откако вчера успеа да триумфира и на Мастерсот во Шангај, совладувајќи го Цонга со 2:0. Првиот тенисер на АТП листата Новак Џоковиќ ја продолжи својата доминација откако вчера успеа да триумфира и на Мастерсот во Шангај. Српскиот рекет без никакви проблеми го совлада Цонга со 2:0 во сетови и за 1 час и 18 минути игра, со што дојде до третиот пехар во Шангај, 9 во сезоната, вкупно 57 во кариерата. Во првиот сет Ноле доминираше потполно, додека во вториот, во 9-тиот гейм направи брейк, пошто потоа одсервира за победа. Џоковиќ сега во меѓусебните дуели со французинот води со 14:6, а со најновиот успех му се доближи на рекордот на Надал по бројот на пехари на мастерите од серијата 1000. Ова беше се во најновото издание на емисијата Спорт Плюс. Јас ви благодарам на вниманието и ви закажувам следна средба за 7 дена.